arkadaşlarımızı konuşmalarını yapmak üzere ve Struga Yahya Kemal Koleji Müdürü Musa Tekkoyun Beyefendi'yi arkadaşlarımıza hediyelerini vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Сакам да ги поздравам сите родители, професори, ученици, гости присутни во салава, драги матуранти и соученици. Добре дојдовте. Мир сърдет. Хош гејденис. Пред околу 18 години 42 млади души за прв пат вдишија живот. Секој од нив со својот плач, со својата детска игра, со тинеџерските лудори, со портокаловата униформа стигна до врвот на 12 годишното школување. Никој од нас не ни помислил дека некогаш ќе стои овде, толкому на оваа бина со некој од Сарај, Кичево, Дебар, Врапчиште, Арачиново, Етово, Прилеп, Гочани, Битола, Струга, Охрид, нестрпливо чекајќи да ја земи долго очекуваната диплома. Би сакал да почнам од почеток. Би сакал да се навртам на моментот пред 4 години, кога сите ние одлучувавме каде ќе го продолжиме школувањето. Имаше уште еден месец до приемниот испит, кога јас прв пат слушнав за Јахја Кемал. Името ми изгледаше колку непознато, толку и одбивно. Се додека не го посетив училиштето за прв пат на државниот надпревар по математика. Убеден дека коледжот е премногу елитен за една, би рекол, помалку средна економска класа на семејство, отидов да го полагам приемниот на 10 мај со мисла дека ништо нема да изгубам ако пробам. Бев пресреќен кога дознав дека го зедов 5-то место на приемниот во Скопје. Но тоа не ми беше гаранција дека наредните 4 години ќе ги поминам во овој коледж. Се сеќавам само колку надеж имав дека наредниот повик ќе биде добра вест. Ќе биде добра понуда, прифатлива и остварлива за моите родители. И така на 1 септември 2008 година допатував во Струга со целосна стипендија и со цел да ја оправдам довербата на Јахја Кемал во мене и максимално да искористам оваа шанса што ми ја пружи животот. Се сеќавам колку само чудна и тешко прифатлива беше средината во која се најдов. Се чувствував како странец. Толку различни националности и јазици на едно место, а всушност сите тие зборуваа за една работа. Сите тие беа исплашени од наредниот чекор, од наредните 4 години. Не знаев албански, прв пат слушав турски, а и охридскиот не ми одеше. Се уште се прашувам како наум успеа да ме разбере додека одевме на прошетка до срединаум првиот ден, а можеби и воопшто не ме разбрал. Деновиве поминуваа и ете сега сме поделени во неколку помали класови. Мерхава беше првиот збор на првиот час што го слушнав од професорот Умит. Од тогаш почна турскиот да станува многу лесен или како што ние би рекле тунче чокколај, проблемјок. Почнаа домашните, тестовите за 2 недели, па уште едни тестови за една недела, па да не ги заборавиме и третите тестови или генералните, и така годината помина. Сите 4 години некако поминаа како вчера да почнавме на школа. Но тоа што времето брзо помина, значи нам ни било интересно и забавно. Може би постојано ги менувавме класовите, но секогаш останувавме заедно. Секогаш знаевме да се дружиме и затоа има на што да ни завидуваат наредните генерации. Она што навистина никогаш нема да го заборавиме не се домашните на професорот Етан, туку она што ни го кажуваше when he was in Russia, моментите кога сечевме торта на 100 часа турски, кога јадевме роденденски торти, кога правевме кагвалти, кога одевме на пикник, кога седевме на одморите во игралиштето надвор, моментите кога се смеевме на час, моментите кога се договаравме за матура, моменти како што е овој. Никогаш нема да ги заборавиме шегите, смеењето, апачито и каленен бедендери, ѓомлезето во лабуништа, клас најц, хавана партис, еклерите и чоколадата со ориз, овошната салата, муабетите на кафе, возењето во автобус на час, кореографијата на зек-зек дадумле, часовите кои го молевме професора да одиме во мултимедија или во кино и да гледаме филм. Слободно ќе кажам дека ние бевме најоткачената генерација што некогаш ја имала ова школа, но важно е дека знаевме кога е време за учење, а кога е време за шегување. Мене пак често ми велат: Блазе се ви од Јахја Кемал се учите 2 јазици повеќе. Па јас би ги поправил, затоа што ние во овие 4 години научивме многу повеќе.
Учевме македонски, албански, турски и англиски. Но најважен од сите овие јазици, што никој никогаш не го спомнал, е јазикот на љубовта. Како што се вели, еден јазик значи една нација. Драги родители, зад мене не стоят моите другари и другарки. Зад мене стоят моите браќа и сестри. И до мене можам слободно да кажам дека стои мојот брат, со кого во овие 4 години сум поминал многу повеќе време отколку со сестра ми дома. Ако анализираме што научивме овие 4 години, ќе видиме дека ништо не се сеќаваме за романтичните карбохидрати, интегралите или пак за филозофијата во средниот век. Но она што го научивме и се сеќаваме е дека со пари може да се купи се, освен љубов и среќа. Дека не е доволно да им простиме само на другите, ами да си простиме на самите себе си. Научивме дека не е највредно она што го поседуваме, ами она кој сме во животот. Дека не е најбогат, оној што најмногу има, ами оној на кој што најмалку му треба. Увидовме дека вистински пријател оној кој знае се за нас, а сепак не сака. Еден ден ние ќе заборавиме што сме рекле, ќе заборавиме што сме направиле, но никогаш нема да заборавиме какви чувства сме споделиле еден кон друг. Ние бевме првите и последните комунијалци со портокалова униформа. Нашата генерација беше генерацијата која го отвори новото Јахја Кемал. Нашата генерација е генерацијата која ги испрати Майкл Джексон, Еми Вајнхаус и Витни Хјустон. Во наше време излегуваме монетите од 10 и 50 денари. Ние го пречекавме Барак Обама за прв црнец председател на Америка. И нешто пошто ќе ја памтиме нашата генерација е филмот Аватар. Kendimi mutlu ve burada sizinle beraber büyüdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Gururla ve sesli bir şekilde bu generasyonun bir parçası olduğum için kendimi gururlu hissediyorum. Ve hepinizin 12A ve 12B'nin bir parçası olduğunuzu söylemekten gururluyum. Уне нухтем, че парбоја име школа са без мешта перфекте. Нухтем, че скиша джера па та цилјат нуќа манкуа, а се де шанса та цилјат нука пардону. Се чини пренечка па де туа моменте та мира да та баштира. Oricum ați never nu daten de roi per voi în timete școles să me smet per azi gene vot. Te gis gerat cei per vietuam, a tot te țilat în dohen, ja na to gerat ce na ben nevo, că tot ce e misot. Bun tecrübede hayat dersleri bizimle beraber diğer adamlarımıza taşıyacağımız önemli kararlarımız oldular. Денес по желба на некои, не, јас сум застанат тука пред вас. Јас не сум овде сам правенец на генерација. Јас сум овде заради сето она што ме обкажуваше сите овие години, заради сите мои соученици кои се овде присутни. Јас не би го постигнал ова без вас. Вашата поддршка ми даваше надеж, не поддршка сила. Јас сум тој што сум заради вас. Затоа на овој начин сите ние сме правенци. Тука сакам да кажам неколку зборови за интернатот или нашиот дом во последните 4 години. Тоа е место каде поминавме доста важен период од нашите животи. Место кое колку и да не го сакавме, ќе не недостига најмногу. Секогаш кога ќе помислиме, ќе се навраќаат толку спомени, среќни и тажни денови. Училишни пријателства, насмевки, кавги, казни и што ли уште не. Но сите овие спомени не се поврзани за новата училишна зграда во која ние стапнавме како прва генерација. Туку за сите оние личности кои беа наши соседи, цимери, браќа. Можеби и денес не би биле тука ако не беше интернатот, а уште помалку нашите соученици. Пресреќен сум што јас денес не сум единствениот што говори овде, туку една личност која никогаш нема да ја заборавам во животот. Стефан. Го запознав уште на почетокот. Мојот кревет беше на неговиот. Мојата клуба веднаш до неговата. Не будеше иста лар, заедно одевме на појадок, секогаш во ист клас, заедно ги пишевме домашните, заедно учевме за тестовите, за надпреварите. Имавме исти цели, исти идеи, имавме премногу заеднички работи. Работи кои секогаш ќе ме подсетуваат дека таму во битолата секогаш ќе има дел од мене, како што и во Кочани секогаш ќе има место за него. Стефан, ти го заслужи ова. Јас сум сведок колку се трудеше, работеше, се надеваше. Сето тоа се исплати и уште повеќе успеси посакувам во иднина. Очекувам прв да дознам кога ќе ја земиш Нобеловата награда по физика.
Интернатскиот живот секогаш ќе ме потсеќа на уште една личност која, иако веќе неколку месеци не е дел од моето секојдневие, секогаш ќе биде во моите сеќавања. Личност од која научив многу за животот, личност со која може би ги поминав неубавите денови последните 4 години. За жал, не секогаш ние одлучуваме за работите околу нас. Ние бевме дел од животите на другите во последните 4 години и денес, за само еден ден, продолжуваме понатаму сами. Продолжувајќи, зад себе оставаме многу работи. Денес ќе оставиме еден белег на дрвото на првенци на генерација. Покрај тоа што на дрвото има заковано многу имиња на стружени и окриѓани, редно време беше да се закови еден битолченец и кочанченец. Јас никогаш немаше да стигнам до овде докаде што сум, ако не се најдеше некој турците да ми пишува композицион, ако не беше некој од математичарите да ми објасни тригонометрија, или пак ако не решавам заедно задачи со физичарите. Никогаш немаше да стигнам до овде, ако не ја имам вашата поддршка, мамо и тато. Вие верувавте и се надевавте во мене. Ви благодарам што не себично го вадевте секој залак од својата уста и ми го дававте мене. Знам колку тешко ви беше финансиски да ме подкрепите, но сметам дека се исплати вашата жртва. Знам дека сте живееле со пола мисла на работа и пола мисла кај мене. Знам дека едната половина од срцето ви чупала за да преживеете, а другата само за мене. Но благодарам на Бога што имам вакви родители како вас, кои ме поддржуваат во секој мој чекор и ги заборават своите сонишни сани за да ги исполнат моите. Не постои таков збор со кого ќе можам да искажам токава благодарност кон моето семејство. Кога велам семејство, не зборувам само за моите родители и сестра ми кои се меѓу вас. Од секој сум сакал да имам поголем брат, без лутење, сестра ми многу ја сакам и сум многу среќен што имам. Но сакав некој поголем, кој ќе ме научи за животот, некого на чии грешки јас ќе учам, брат кој ќе ме челичи и ќе ме справи спремен да се спротивставам на сите бариери во животот. И фала му на Бога истиот го добив. Често ни ги меша имињата, мене ми викаја Бранче, а него Стефче. Тоа беше така бидејќи бевме неодделни. И во лоши и во добри моменти секогаш бевме заедно. Најомиленото јадење ни беше ајда, а кашавле и муфта со пола интернат и рестото велетмени ни беше редовен оброк во доцните вечерни часови. Доволен ни беше само еден поглед и да се изнесмееме до солзи. Кога ќе го посетев во Кочани, јас не се чувствував како на гост. Чичковојчите каснувана ме гледа како свој син. Ме чува како великденско јајце, влак од косата да не ми фали. Сега двајцата заминуваме на различни страни. Јас Америка, тој Холандија. Ке нема кој повеќе да ми вади душичка, да ми вика душичка, пицајсло една, шпиркозно една. Сега си спрсталом се направи. Нема повеќе, за кого да се смеам додека не се расплача. Нема кој да ми зборува на кочански. Ке нема на кого да се подпрам кога ми е најтешко. Има еден англиски стих кој вели: We'll stay friends forever, sometimes near, sometimes apart. Maybe in distance, but never in heart. Фала ти, брат, за се што направи за мене. Мислам дека никогаш не ќе можам да ти вратам с иста мера. Патем, ти се извинувам што никогаш не донесов во кинескиот ресторан. Драги родители, запомнете ги сите наши имиња. Бидејќи со овие имиња ќе се сретнувате многу често. Немојте да се чудите, ако вашиот нов дом биде конструиран од некој од нас, ако не видите за кандидат за председател, ако не гледате во некој филм, или пак ако не видите како добитници на Нобелова награда, бидете горди, сите вие не израснавте. Ние сме она што вие сте го ставиле. Но има и некој кој беше со мене не само во последните 4, туку во последните 19 години. Некој кој е тука денес и ќе остане покрај мене. Мамо, тато, кога прв пат дојдовте овде пред 4 години да ме донесите и заминавте, знаев, а и верувам дека и вие знаевте дека наредните 4 години нема да бидат исто како порано. Дека работите ќе бидат малку поразлични. Немаше дома кога сакав, туку кога беше редот. Тогаш навистина сватив колку само значи семејството. Ми не достигаше се, но како што и тогаш ви имав кажано, се фатив за орото и сега ќе го играм до крај. Колку и да се навикнав овде, чувството за дома никош не се изгуби. Колку ли само не сакав да се вратам овде во прва година. Колку ли само солзи отишле за тоа. Знам дека никогаш не успеав да покажам колку само сум ми благодарен за вашата жртва.
барем не преку моите дела. Но сега сакам да знаете дека толку вие, директно или индиректно, сте виновни за тоа што денес јас стојам овде. Се тоа е ваша заслуга. Се надевам дека сега, после 4 години и после толку изминат пат, се исплати. Ви благодарам од се срце. Пред самиот крај, сакаме да спомениме една мисла на Томе Арсовски која вели: Сакаш ли вечна среќа? Не спи. пресвртија ноќта во ден. Зошто оној што спие е слеп, а при успаните среќата не доаѓа. Избегајте поскоро затворот на своето јас. Оддалете се макар на чекор од себе си. И ќе видите во рушите, освен трње, Има и ружи. и за крај едно мора да се ветиме. Дека за секогаш ќе се паметиме. Ви благодарам. Ти тук, да. Браво!